знаятмо ми да љубав, не знаятмо ми да љубав, сазнајат вино капија и бела љута ракија, сазнајат вино капија и бела љута ракија. Со Бадев испеавме многу дуети. Дали беа први дека дуетите на вистина, ми се чини и сега што ми се јавуваат на телефон, најубави дуети сме испеали ја и него. Може беа први испеане од нас тие песми, како например Болен лежим настојан, Санок Ленадо не спијам, Мариче лично девојче, Доста лично Лестојне, Излегол Блаже Војвода и многу други. 16 песми дует знам дека имаме на радио. Izlego jane sandanski vele, da mi se jane prošeta. Niz paja pirin planina i lele, niz tova pole široko. Sretnal ovčarče i lele, na ovčarče veli govori. Ovčarče mlado, čobanče i lele, ne li ja vide četata, ne li ja vide četata i lele, četata na jane sandanski. Slušalo i lele, svega zajane zboreja. Kade je jane sandanski lele, četata da si pribere. Јас со него се запознав 1950 година. Тој тогаш дојде од Кавадарци во Скопје и стартуваше во рамките на Радио Скопје, и тоа го нема сега за жал. Беше примен на аудицијата, се разбира, имаше смисол за пеење, да не говориме за тоа. Драги гледачи кои ќе го слушате ова и гледате, ќе се сетите на вистина на една личност која ретко може да се добие таков формат на еден пејач, интерпретатор со своите убави интерпретации. Ние гостувавме на многу концерти во нашата земја, во бивша Југославија, во Бугарија. Бевме 1968 година ние како прва група под наслов Китка, во која беа Никола Бадев, Виолета Томовска, Анка Гиева и јас, Александар Сариевски. Придружба беше оркестарот на, сега веќе и тој не е меѓу нас,
верувам дека и за него ќе дојде ден да се каже што треба. Кочо Петровски, а на кларинет беше Матеја Груевски, ден денеска е во рамките на Радио Телевизија Скопје. Гитарист беше Пиперков Александар, сега живее во Лос Анџелес. И мојот драг пријател, како и сите пријатели, Слободан Николовски Боде, кој беше уредник на втората програма на Радио Скопје. Првото наше гостување беше средба со нашите луѓе преку океанот. Долго патување кој траеше преку 36 часови, во тоа време немаше директни врски, ми патувавме многу долго. Таму бевме пречекани од нашиот денешен поглавар господин Михаил. Тој не пречека со послани патеки, со лепи сол, девојчиња, момчиња облечени во наши народни носи, ни посака добре дојдовте во нашата сега нова земја, Австралија, а ние сме тие кои требаше да ја пречекаме. Таму поминавме многу убаво, повеќе од 40 дена бевме, се разбира, заради тие летови кои беа во одредено време, мораше да се седи и повеќе. Имавме такви френетични аплаузи, што сега се возбудувам. На раце не носеа. И тоа беше навистина ретко доживување. А за овие средби, пак погранични што ги имавме, и на самите граници меѓу нас и Бугарија, а и во градовите, тоа беше невидено. За тоа постои документација и во нашите архиви во Телевизија Скопје, верувам, сигурно дека треба да има. Меѓутоа да кажам едно нешто што ние пеевме и во дует. Дует имаше главно со Васка Илиева, Никола Бадев, но беше потенцијален, можеше да се исползува секаде, тоа го правеше од срце, со душа, како вистински мајстор на песната. Не можам, мајко, да дојдам џанам, момчето ми е малечко. Не можам, мајко, да дојдам џанам, момчето ми е малечко. Прошета би ме чорашета, низи ручките махала, низи ручките махала. Прошета би ме чорашета, низи ручките махала. Godo gledale, ana mi mladi kadani.
Бадев